Пред специјалното јавно обвинителство се наоѓаме каде и денеска има протест против притворот за собственикот на телевизија Нова, Сејат Кочан и собственикот на Трансмет, обвинет од специјалното јавно обвинителство во случајот Труст. Со мене е пратеникот Зекир Рамчиловиќ, него ќе го прашам кои пораки ќе бидат денеска испратени. Господине Рамчиловиќ, еве трет ден веќе се протестира против одлуката на апелација и против барањето на специјалното јавно обвинителство. Кои пораки денеска се испраќаат, кои пораки се испраќаат воопшто со овие протести и до кога ќе се протестира и овој револт ќе се изразува на улица вака со блокади денеска, тука се камионите на Трансмет кои го блокираа сообраќајот овде пред специјалното јавно обвинителство. Па повторно се собравме тука денес, ја сменивме локацијата, дојдовме за да го искажеме нашето незадоволство, бидејќи со оглед на сите случувања, сите донесени, пресуди, што се се испостави дека на некој начин жалбата што беше на некој начин усвоена од кривичниот совет беше донесена против сите оние што се правни принципи и начела и сето тоа што беше и апелациониот суд на некој начин ги отфрли истите. Така да дојдовме тука за тоа што сметаме дека навистина под притисок на СЈО е донесена таа одлука за притворот на господинот Кочан и во случајов луѓево самите посебно освен да кажеме и од бошњачката заедница, вработените што се директно засегнати, посебно доста и од медиумите, освен што е телевизија Нова и многу други од други медиуми, даваат поддршка на дека се работи за класичен притисок врз медиумите и врз она што се слобода на говорот и информирање од страна на медиумот ТВ Нова, за да се прати и порака, но знаеме дека имаше и буквално влезени и постапки што се и во другите медиуми. И она што исто така е интересно, пошто има луѓе што буквално гледајќи ги сите работи што се случуваат, прашуваат дали ќе има пак што даваат поддршка, што ме радува, бидејќи мора да разбере и СЈО и воопшто целата македонска јавност дека се работи за класичен политички притисок врз медиумот. Така, ви благодарам. Тука ќе ви се заблагодарам за овој кус разговор. Вие останувате тука на овој протест. Најавивте дека секојдневно ќе се собирате. Ќе ве замолам подоцна да обезбедиме уште некој гостин. Би било убаво да обезбедиме некој правник за да ги појасниме сите работи. За сега ви во секој случај. Ви благодарам и на вас. Иван, како што кажа господинот Рамчиловиќ, тука се да го изразат своето незадоволство од одлуката на апелациониот суд и од она што го прави специјалното јавно обвинителство, сметаат дека станува збор за притисок врз медиумот на кој собственик е Сејат Кочан.